Во локалната установа Градски музеј Крива Паланка се одржа првата конститутивна седница на Советот на општина Крива Паланка, кој ќе биде составен од 19 советници. Уверенијата на новоизбраните советници им ги додели заменик председателот на општинската изборна комисија Методи Антовски. Новиот општински совет ќе биде во состав 12 советници од кандидатската листа на коалицијата за локални избори 2017 предводена од СДСМ со носител Изабела Павловска, која на локалните избори на 15 октомври освои 7293 гласови, а останатите 7 советнички мандати ги освои кандидатската листа на коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ со носител Игор Тодоровски, која освои 4824 гласови. На изборите учествуваше и кандидатската листа на Левица со носител Јованчо Маџовски, која со освоени 219 гласа не освои ниту еден советнички мандат. По доделувањето на уверенијата, советниците формираа и комисија за верификација на мандати, а подоцна за председател на Советот на општина Крива Паланка беше избрана Изабела Павловска од СДСМ. Честитајќи им го изборот на новите советници, градоначалникот на Крива Паланка Борјанчо Мицевски рече дека малкумина ја имале честа да бидат во улогата на советници и одговорноста според него е голема, да се работи за да се остави белег на времето. Да се биде советник, пред се, значи чест и гордост, затоа што малкумина од нас ја имаат или ја имале оваа улога да бидат носители на ваква функција. Ќе се трудиме заедно да го оставиме белегот на времето во кое што ќе работиме и во кое што ќе допринесеме да се имплементираат што е можно најдобри и најуспешни проекти од корис и на локалната самоуправа и од интерес на граѓаните на Крива Паланка. Советникот, како советник, не значи само носител на определена функција, за мене советникот е носител на одлуки, имплементатор на одлуки, но во исто време и комуникатор и финансиер. Некој ќе рече зошто. Комуникатор затоа што вие, посредните идеи кои што ги добивате, кои што треба да ги преточиме во работни програми, стратегии или било што, е само една од алатките со кои што треба да се служиме во нашите работи. Од друга страна, како финансиери, да, затоа што заедно со мене ќе имат улогата да изнаоѓаме средства за имплементација на сите оние програми кои што заеднички ќе ги усвојуваме на седмиците на Совет. Во оваа прилика значи сакам да упатам апел до сите вас. Да, ние припаѓаме и потекнуваме, односно вие, од определена политичка опција, но кога ќе влеземе на седмиците на Совет, веднаш ќе биде работа на комисиите во рамки на Советот, да ги оставиме сите предрасуди затоа што сите лоши зборови се забораваат, сите лоши дела може би се простуваат и бледа со тек на време. Останува само трагот кој што ќе го оставиме за нас. Ви посакувам среќна, успешна работа и што повеќе проекти со кои што сите ние по завршување на нашиот мандат ќе се гордееме со нашите да направиме. Мицевски посака новоизбраните советници да бидат во функција на служба на граѓаните, со цел по 4-годишниот мандат да остават проекти кои ќе се паметат, но со кои што и тие ќе се гордеат. На првата конститутивна седница на Советот на општина Крива Паланка присуствуваше и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, кој потекнува од Крива Паланка, Љупчо Николовски.